Зошто власта го крие билатералниот протокол ако тој не ги руши сите македонски позиции? Ветувањата на министрот Бујар Османи паднаа во вода. Помина и викендот, ама текстот на протоколот се уште не се објавува. Иако власта тврди дека тој не е дел од францускиот предлог, протоколот е заменет со зборот годишен извештај и е всушност записникот од втората меѓувладина седница меѓу Скопје и Софија. Во протоколот се наоѓаат обврските што сме ги презеле за имплементација на договорот за добрососедство и пријателство во делот на историската комисија, говорот на омраза, учебниците, спомениците, отворањето на досиејата на УДБА и така натаму, односно познатите услови 4+1 барање. Премиерот веќе потврди дека протоколот е завршена работа која е усогласена од двете страни. Во новата верзија на францускиот предлог, протоколите не се споменуваат, но дека станува збор за истиот документ потврдува фактот дека носечки момент е членот 12 од договорот за добрососедство, што практично значи дека еднаш годишно на меѓувладин состанок Софија ќе проверува што сме сработиле, па ако биде задоволно од спроведувањето на договорот, ќе дозволи да продолжи пристапниот процес. Во протоколот се и записниците од мешовитата историска комисија, што значи дека и доколку власта се согласи, историските прашања стануваат дел од преговарачката рамка, наспроти нивните уверувања дека за историјата не се преговара. Османи молчи го крие протоколот, а бугарската министерка за надворешни работи во заминување Теодора Генчовска уште минатиот месец текстот на протоколот го испрати до Комисијата за надворешна политика во Софија. Додека ние чекаме на македонските власти, бугарските медиуми на големо пишуваат дека закажана е онлайн средба на Османи и Генчовска токму за протоколот. До сега владата ги објави преговарачката рамка, изјавата на Европската унија при отварањето на преговорите и заклучоците на Советот на ЕУ, но не достига еден клучен документ, а тоа е протоколот.